Меѓутоа тој проект се откажа, не знам од кои причини се откажа, најверојатно дека беше скуп или дека се уште не техниката не можеше да раководи со едно толку далечно тело од овдека. Така да се отиде на тоа да Хабл веќе Да му се проложи рокот на животот. траењето, да. А добро, Зоране, што се случи со најавата дека ќе биде лансиран големиот до сега така наречен кинески, ми се чини некој Да, и телескоп, кинеските, да. чија должина е запрепастувачка, некои 500 метри во должина. Да. Ако добро е паметам на Да, постои таква, да, кинезите исто, нели, кој што зборавме во минатите емисии, они на доста финансираат, мислам, во оваа област. Така да, они се во план некаде, мислам, помеѓу 2011 до 2014 во тој период да лансираат еден таков телескоп, значи кој што на еден начин би бил кој што стварно би бил некој си последно, да го кажам така, совршенство, кој што ќе може да се наблюдува. Сега, нормално, кинезите од почетокот на некој начин малце видоа дека малце можда тој и сами не би можеле тоа да го направат, па имаше некои најави дека така ќе се соработува со НАСА, дека ќе се соработува со Роскосмос за да се заврши овој проект. Меѓутоа, што ќе биде, најверојатно ќе видиме. Меѓутоа, мислам дека секако кинезите дека ќе во тој период, значи во периодот тие 3 до 4 години дека ќе го лансираат тој телескоп. Не ми текнува за името, имаше некое чудно име. Жан Шанг. Жан Шен е долгиот марш, мислам, а иначе така нешто, се беше на Жан, на Шен, Па, на мора ова. да И видиш. долго, мислам дека во превод значеше долго или долго кралевско око, така, Долго кралевско. долго, да. Многу поетично речено. Сега, Да, па и ова што сака, кога вековте за поетично, мислам, кинезите сите тие нивни изрази и во, еве да речем, нивната ракета значи долг марш или пустината од кај што се лансира нивниот космодром се нарекува Такла Макан, или тоа баш не е поетично. Такла Макан значи можеш да влезеш, ама не можеш да излезеш, мислам. Таму им се наоѓа нивниот тоа е космодром. малце непријатно. Да, малце непријатно. Така. Оно што започнав веќе да прашувам, јас сум љубопитен да дознам. Дали телескопите од типот на Хабл или оној следниот Хабл, или оној што наскоро ќе биде лансиран, дали кинескиот, дали некој американски или руски, независно, дали ти работат по однапред подготвена програма за наблюдување? Една работа, или е тоа зависно од настаните во Вселената и дали може, ако веќе е насочен за наблюдување на одредена простор во Вселената, каде што нешто се случува, ние луѓето сме љубопитни да дознаеме што. Можеме ли во случај на екстра некоја појава, нели, да го пренасочиме? И дали брзо се манипулира со овие телескопи или е неопходно доста време за тоа пренасочување, репрограмирање и така натаму? Да, видете, обично, еве са, да речем, еден телескоп откако ќе се лансира, обично него му треба 2 до 3 месеца да фати позиција према Вселената. Сега, еве конкретно да збориме за Хабл. Пример, Хабл му треба неколку дена, да речеме нешто се случи на небото, и сега треба да се преусмери Хабл. Значи нешто без најава, тоа е да, интересно. Да, нешто интересно му треба неколку дена, па до месец дена, отприлика, за да фати положба за да може да снима према тој дел. Затоа што видите, Хабловиот телескоп се врти околу земјата, орбитира околу земјата за отприлика некаде за 95 минути. Значи он колку во денот отприлика има 16, гледа 16 пати изгрев на сонце и 16 пати заоѓање на сонце. Значи он се наоѓа некаде на 450 километри во просек, зборам, од земјата. Сега он за да ја фати таа точка, за да ги фати тие координати што ми се зададени од тука на небото, значи тоа е малце тешко да се изведе од овдека, меѓутоа ето така доколку ги послужи среќа, да речеме пример, тоа може да трае неколку дена да се фати тој настан и да почне да се врши негово пратење на самиот настан, затоа што видите, нели све се движи во Вселената, така да и тој предел таму кај што снима во Вселената се движи и од тука Хабловиот телескоп треба да го прати целиот тој дел.
Така да тоа се уште не е така, како да кажем, мислам, да речеме, да се прави за 2-3 минути, како од овде кога земјата е са. Так. А иначе, еве, кога сме за Хаблот, да кажем дека од Хабловиот телескоп, кој што се наоѓа на 450 прилика километри од земјата, не може да се врши снимање на земјата. Зашто? Зашто земјата кој прво е многу брзо се движи, значи сликата нема да биде заматена, тоа е едно. И друго, земјата е многу светла. Значи, многу осветлено подрачје е за него, така да од, пример, Хабловиот телескоп, па и останавите телескопи, порано што беа, што орбитира околу земјата, не може да ја слика. Така се конструирани, така се конструирани, во темница, во темно има работа. продарност. Да, јасно, да. Иначе, НАСА со Хабловиот телескоп се фалеше дека снимала објекти кои што се на овие квазарите, кои што се на далечина некаде од 13 до 13,5 милиарди светлосни години далечина на земјата. Мислам, тоа навистина кој е вистина се работи за еден стварно исклучителен настан, исклучителен успех. Оптика. Да, оптика, да. Хабл, дали само гледа или и слуша? Не, само гледа, не може. Не слуша? Не. Ке му пуштевме музика малку. Но, добро, слушаме ние, па ќе одиме ние со малку музика, па потоа етене повторно на тема астрономија со Зоран Милчевски. По овие неколку музички номери, еве не повторно назад за оние кои подоцна се вклучуваат на нашиот бран. Еве да кажам дека вечера во нашето студио Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Со него разговараме на актуелни теми од астрономијата. Сега вака, телескопот на НАСА, Ферми, пред малку зборувавме за Хабл, сега да говориме малку за телескопот на НАСА, Ферми, кој што откри неколку нови пулсари. Па, да, Хабловиот телескоп е преска што зборуваме. Тоа беше сега, скоро во овој период се случува. Да, во овој период, па Ферми телескопот беше лансиран, мислам, 2005 или 2006 година. Тој е телескоп на НАСА, нели? И Ферми Гама Рей Спейс телескоп. И он до сега откри 12 нови пулсари. Иначе до сега нас овдека на земјата, значи како се откриени некаде од 1966 година, откриени се преку 1800 пулсари. Меѓутоа, за еден краток период, така Ферми направи еден доста, може да кажам, солиден успех. Сега, кога сме кај пулсари, мислам, што се тоа пулсари? Пулсари се остатоци од суперновите. Значи, една супернова која ќе се распадне, оној внатрешен дел се нарекува пулсар. И самиот пулсар е, да кажам, материјата во пулсарот, значи, 1 сантиметар кубен, тоа се остатоци збиени само од неутрони од железо. 1 сантиметар кубен таму тежи 100 милиони тони. Значи, сработи за една страшна маса. И обично пулсарите се звезди кои што не се поголеми од 20 километра. И тоа се брзо ротирачки магнетизирани звезди и, како што реков, тоа се остатоци од јадро на некоја масивна звезда. И најголем дел од нив се детектирани со помош на нивното пулсирање, значи со помош на радио брановни должини. А исто така во порано се мислело дека тоа се и последица од слаби блесоци од светлата испуштени од магнетните полови на звездите. И пулсарите се феноменални, така да кажем,